Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албум. 60 минути музика на кирилица на радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване Марковски. Мак сцена еве го најновото издание, 10-то за оваа сезона 2015-2016, емисија која што ја слушате секој четврток од 12 до 13, а промовира и третира се она што е ново на македонската музичка сцена. Ме радува тоа што при крајот од оваа 2015 година, овој месец декември, навистина имаме што да зборуваме и што да промовираме во Мак сцена. Кога сме кај промоциите, денеска ќе ги слушнеме новите песни на Дарио, Ѓорѓе Крстевски, Маја Вукичевиќ, одличната преработка на Кога сонце грее плачам, односно ремиксот на Сирилик, Љупка и Ламбе, но исто така ќе промовираме заедно со гостување и нешто ново на Викторија Лоба. Одамна ја немавме во студиото на Мак сцена, а денеска до 12:30 ќе ни прави друштво на вашите омилени фреквенции. Ване Марковски и моите колеги во техниката, односно во режијата, Владо Дамјановски и Далибор Зафировски, подготвени да го стартуваат ова најново издание на Мак сцена. Бидете тука. Радио во боја. Радио Слободна Македонија. Викторија, еве нешто од Скопски фестивал за почеток. Убав избор музички. Та-да! Добре ни дојде во Мак сцена. Супер избор, баш ме изненади сега кога Ке те прогласиме за најпозитивната гостинка во Мак сцена за 2015. Па добро, убава титула, фала многу. Како си ми ти? Јас сум одлично, наспана. Наспана, одморена, останува со нас до 12:30. Ајде музички само малку да ги почестиме со нешто навистина одлично твое, нашите слушатели. Нешто за мрдање, па се враќаме со разговор. Новитети денеска во Мак сцена стартуваме со промоција на новата песна на нашата гостинка која што ќе имаме денеска во студиото. Не слушнавте пред малку дека сме одлично расположени баш и како што одговара за овој период од годината. Викторија Лоба, наше друштво до 12:30. Мак сцена на радио Слободна Македонија. Ето сме во Мак сцена. Викторија Лоба, си се распеавме убаво на почеток. Да.
убаво ни беше, убаво ни тргна. Се надевам така добро, ќе ти продолжи. викаш дека сме супер расположени, како да не бидеме расположени кога утре ви е роден ден. Ние уште од сега почнавме да славиме. И мислам дека не треба да прекинеме со славењето. Да, до значи утре од до вечера 24. Па ќе продолжиме уште 2 дена, па тамани викендот да го фатиме. Која ќе биде твојата роденденска честитка за нас? За вас, Да, вака од теб кажам. од теб кажано, многу македонска музика презентирана во ваши На во нашите ваши фреквенции. Да, во вашите емисии. Така. Како премиера, нели, вие да бидете почастени, тоа мислам дека би било супер. Иако сте Па заслужуваме покрај толку поддршка за нашава естрада, заслужуваме да имаме Секако, ексклузивитети, така? да. Ти благодарам што ќе бидеме меѓу првите радиостаници. Јас не љубам секогаш да кажувам ексклузивно, бидејќи нели и сепак и на вас пеачите. Не ви е лесно кога ќе издадете нова песна. Ние не љубиме да бидеме секогаш први, меѓутоа сакаме секогаш да промовираме она што е наше ново и баш ми е мило што сме меѓу оние радиостаници кои што меѓу првите ќе ја пуштат ова твоја нова песна, која што ја добивме пред една недела, чинам. Да, точно пред една точно недела. пред една недела ја добивте песнава. Мислам дека тогаш го завршивме и комплетниот саунд со Роберт. И решивме да не чекаме повеќе, да не го чекаме спотот, да ја пуштиме по радио, луѓето да бидат почестени. Иако малку е меланхолично за пред нова година, мислам дека вистинското внимание ќе го заслужи после нова година, кога и сите ќе бидеме во таа домашна опуштена атмосфера и ќе си слушаме така релакс музика. Релакс музика, баш. Мислам дека и за овој период од годината, колку што јас успеав да ја слушнам и така да ја почувствувам песната и така како одговара. Да, и ќе си зимска. ја сватат пораката луѓето, барем која што треба да биде пренесена преку убави вакви звуци. Возбудена за божитниве празници? Јас сум возбудена Новогодишниве? секогаш, ова за мене уште од детство ми е некое време така на подароци, на еуфорија. Меѓутоа веќе јас ги давам тие подароци. Не Добро, ги веќе примам, не сме деца, примам нели? секако Не. некои чоколадца така скромни. Добро, ако некој не израдува, меѓутоа сега помалите очкуваат од нас, ние да им купуваме Да, подароци. и мислам дека и тоа е и најголемата награда и за постарите да ги усреќуваат тие помладите и така, и да со генерациите. Така. Опиум работена со Билбилов. Повторно екипата која што или човекот со кој што долго време соработуваш, очигледно се докажа дека сте победнички тандем. Ние од секогаш сме некако, не знам, имаме некоја мистичка поврзаност со Роберт и градиме посебна музика, посебен саунд кога сме заедно. Сега да не кажам најдобар, меѓутоа посебен. Тоа што и мене и нему ни прави најголем кеф. Инаку музиката е на Дамјан Лазаровски, меѓутоа продукцијата и некои моменти од аранжманот ги правеше Роберт. И затоа што албумот ќе го завршувам со уште 2-3 негови песни, да го финишираме за следната 2016 година и предходните 5, 6, 7, не знам веќе колку песни од Роберт ми се, така да ќе биде повеќе со негов печат албумот. Така. Баш ме радува тоа што најавивме нешто ново што ќе одбележи 2016 година за тебе, тоа е албумот и мислам дека публиката долго го чека, долго. Па да, долго го чека и ќе го дочека затоа што ќе има... ми искара што кажав долго, ама во право бев. Добро. Не, па добро, мислам дека за се и за мажечка и за сите останати работи си има свој период, така. Да, треба да се дојде, да се наредат коцките. Да, си има одреден, јас чувствувам дека оваа 2016 година е токму тој период, ќе видиме точно кој месец да го презентираме. Сега и за мажачка или само за албумот? Па не знам, 2016 некако малце престапна година во поглед на љубов. Мене ми советува астролозите да не се мажам следната година. Ќе се почекам. Ама ќе поразговараме и на таа тема, уште не се знае. Тоа следен пат ќе те прашаме здравје во 2016 година. Да, имаше сега да се вратиме на песната и други луѓе работеа на неа, но јас нема да ми замери што го спомнав Роберт на почеток, бидејќи секогаш ми одите некако како убава музичка комбинација и се радувам кога на нашава естрада имам гости како тебе, како него, кои што ми влеваат надеж дека и може и нашата музика да оди кон подобро. Нели, ако се сака да се работи, ако се сака тоа да биде така, веќе вие се разбирате, мислам дека и со поглед. Па, он ми е толку години добар пријател, никогаш ја немаме растргната таа врска меѓу нас и мислам дека тоа е тоа што треба да го имаат
Ние сме и во добро и во лошо заедно и он е супер личност пред се. Само да не пример. зборувам за неговите квалитети како музичар. Мислам сите се ги чуја изминатава година, посебно се докажа со хитовите на Тамара и мислам дека е редно време и да добие и некоја пензија, не знам, еве од Министерство за култура, за тоа што е навистина угледен уметник. Токму така. Вие сте само пример дека на естрадава, бидејќи тоа во последниве неколку изданија на Мак Сцена и актуелна тема и минатата со Дарко Илиевски, дека ако сака, пејачите може и продуцентите да се дружат заедно едни меѓу други и тоа резултира на крај со убав музички Па проект. тоа мора така да биде. Јас не знам, еве Ване, ја и ти ако не се дружиме, како би правеле емисија, Ваков така? опуштен муаве, Како така? би правеле? Па мислам дека сите треба со позитивна енергија и настрана сите лоши чувства и да постојат треба да се елиминираат и само тогаш ќе просперираме. Колку убава порака. Одиме со кратки реклами сега, Владо, ќе може, нели, и пред да ја слушнеме новата песна и да те ослободиме од студиото поради обврски во 12:30, ќе си промобетиме уште малку, може? Важи. Не ми се пушта од студио така лесно. Не ме да си пуштајте. одиш. Не те пуштаме. Одиме со реклами. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Мак Сцена на радио Слободна Македонија. Се сеќавам пред многу години беше во Рамстор, имаше еден локал кога правевме промоција на Леле, твоја прва дали се песна. сеќаваш? Не Колку ми се време помина? верува. Мислам дека 8 години од тогаш. Па помина Или 8 повеќе. години, тоа беше после 3 или 4 години после детска Евровизија, После, ја имав да. голема желба да бидам пејачка после детска Евровизија, значи бев мрдната. И ете ја направив таа песна, Врати се викаше. Ристо Бомбата ми го напиша текстот. И песната беше навистина одлична. И мислам Да, дека таа добра ти беше беше, да. одлична одскочна даска за ова што се ти денеска. Да, тогаш имав и големо медиумско покритие. Мене многу ми е чудно, тоа беше моја прва промоција, а до сега толку народ ја не сум видела да ми дојде како тогаш. Многу Како правиме телевизии, муабет, руска амбасада дојде, мислам. Hello, навистина. ние сме млади се уште за слушателите, да кажам, да не помислат дека сме нели веќе многу возрастни луѓе Не, позади микрофониве. Како си направивме муабет дека тоа се случило пред 30-40 години. Да, Ване, да. Викторија Лоба, наша гостинка во студиото, тоа Од само тогаш е што сме. знак дека ако од мал почне да го остварува својот сон, дека навистина ќе биде работата. Треба време. Денеска промовираме нова песна по не знам кој пат и баш ми е многу мило. Незиниот наслов Опиум, значи навистина убав крај за оваа 2015 година за тебе музички, но и добар почеток на 2016. Споменавме албум дека ќе промовираме следна година и ќе очекуваме со албумот во студиото. Да, секако. Да, можеме и еве ако успееме некоја можност со гитара или со неколку други инструменти да направиме и мала музичка емисија каде јас би Ние ги си имаме спеа на радио сите. концерт каде што промовираме нови албуми во И живо. јас со задоволство би дошла. Запишано. Со цела моја позитивна енергија само да слушнете и да се забавувате заедно со нас во лајф етерот. Така, баш ќе ми биде мило да го испромовираме албумот во еден убав радио концерт, така, одлично спакувам во 60 минути и ти благодарам што денеска дојде и официјално да ја представиме твојата нова песна. Ви благодарам многу што ме поканивте и вие исто. Така, Ване, фала ти многу. Сега ми е јасно дека ние 8 години толку се знаеме и затоа имаме таква Природен супер тек на соработка. муабетот си имаме без некои посебни подготовки и салтанеци. Лоба, ти благодарам за твоето гостување. Те пуштаме сега со тешко срце да си одиш од студиото. Те очекуваме повторно по 2016 година, односно на почеток од 2016 со новиот албум. Фала ти многу. А сега, ајде, еве ти имаш 15 секунди да си ја најавиш Опиум. А сега, во радио Слободна Македонија го слушате мојот најнов хит Опиум. Викторија Лоба на 26 минути по 12 ексклузивна радио промоција. Се кријат сенките, ова љубов никој не ја дознае. Ти како опиум за мои сетила, моја светлина. Единствена. Никому и никогаш не те давам, ја знај, ова нема крај. Твоја
реши се, ке заборави ме. И ко во кутија, стуткан светот во мене, ослободи ме. Никому и никогаш не те давам, ја знај, ова нема да е крај. Твојата љубов за мене силено пијуме. Ти дадо се. Можеме да имаме еден совршен свет. Зарем малку ние? Никому и никогаш не те давам, ја знај, ова нема да е крај. Твојата љубов за мене силено пијуме. Ти дадо се. Твојата љубов за мене силено пијуме. Ти дадо се. Новитет на радио. Ексклузивна радиопромоција. Кичево 94,3 FM. Бесплатно емитување. Предновогодишна балетска премиера во македонската опера и балет. Огнени градини, огнена љубов, страст, фламенго. Љубовна приказна од шпанските градини преточена во виртуозна танцова експресија. Со игривата музика на Мануел де Фалја, ке не води маестро Јозеп Винсент од Шпанија, кореограф Джеймс Амар од Франција. Премиера среда 16, реприза четврток 17 декември, почеток 20 часот. Бесплатно емитување. Горила продукција не ви најавува спектакл на годината, ниту забава на деценијата, а богами ни шоу на векот. Горила продукција со огромно задоволство ве поканува на концертот на Нокаут во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Четврток 24 декември, почеток 21 часот. Специјални гости на вечерта. Вие, билети во продажната мрежа на МК Тикетс. Да ја завршиме годинава позитивно. Здраво, јас сум Тони Михајловски, а вие може да ме следите секој четврток спрема петок точно на полноќ во емисијата Земја Македонска на Радио Слободна Македонија. Се слушаме. Радио Слободна Македонија. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Официјално одбројување на најдобрите 10. Мак хит листа на Радио Слободна Македонија. Мак сцена на Радио Слободна Македонија, официјалното одбројување на Мак хит листата, само ве подсетуваме дека го имаме во вторник од 12 до 13 часот. Викторија Лова денеска ни беше гостинка, промовиравме нова песна која што ќе биде токму предлог на нашата официјална Мак хит листа веќе следниот вторник. Викторија Лова донесе нова песна и ја промовиравме пред малку, а имаме да промовираме уште нови песни до 13 часот. Ќе промовираме
промовираме нови песни на Дарио, Ѓорги Крстевски, Маја Вукичевиќ. Кога сме ке новитетите? Сега стартуваме со нешто кое што деновиве е актуелно, а тоа е ремиксот на Кога сонце грее плачам. После летниот хит, ремиксот на Сара Мејс Денот да е убав, електронското дуо Сирилик повторно со нов ремикс, овој пат на Кога сонце грее плачам, песна оригинално изведена од Ламбе Алабаковски и Бубе Најдановска, на која и даваат нова димензија во нивен веќе препознатлив стил. Инаку електронското дуо Сирилик во својот состав ги има младите талентирани браќа Андреј Ивановски и Бојан Ивановски од Прилеп. Почетоците ги бележи во 2014 година, кога двајцата решаваат да ги здружат своите сили и искуство и да ја споделат во светот својата пасија кон електронската музика. Препознатливи се по нивниот уникатен стил на продукција и енергични сетови, со што доста цврсто и ветувачки се движат кон остварувањето на нивната цел, како што кажува и самото име на групата, да бидат преродбеници во ширењето на писменоста во поглед на разбирањето и прифаќањето на овој вид музика на овие простори. Еве уште една тема која што наскоро ќе имаме како предлог на официјалната Мак хит листа на Радио Слободна Македонија. Сирилик, Бубе Најдановска, Ламбе Алабаковски, ремикс верзијата на Кога сонце грее плачам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слзи да го испратам, а кога врне јас се радувам, да огре очекувам. Еве еден новитет во Мак сцена, Кога сонце грее плачам, одлична ремикс верзија на оваа песна, оригинално изведена од Ламбе Алабаковски и Бубе Најдановска. Момците од Сирилик, односно електронското дуо Сирилик, направија одличен ремикс на оваа песна, кој што го слушнавме токму сега во Мак сцена на РСМ. Ајде да продолжиме со радио промоциите на новите песни кои што ги имаме за денеска. Слушаме повторно новитет на радио. Новитет на радио. Ексклузивна.
радио промоција. Човекот кој што секогаш своите нови песни ги носи во Радио Слободна Македонија и баш имаме чест да промовираме се она што е ново кај него. Се работи за Дарио Панковски, Не ми е страв, тоа е новитетот на нашиот попеач кој што сега го промовираме на РСМ. Уживајте во неговата нова песна. Посакувам да не те видов никогаш, посакувам да не те сретнев ни еднаш, посакувам како сите јас да заспивам секоја ноќ, тебе да не те сонувам. И добро знам што треба јас да направам, но не можам сам себе да се натерам. Паметта е таа што едно кажува, а срцето нешто сосем друго избира. Не ми е страф од лавини на снежни бели планини, не се плашам ни од океански длабини. Не ми е страф од громови, ниту од врели огнови, само од едно треперам. Не ми е страф од лавини на снежни бели планини, не се плашам ни од страшни морски бранови. Не ми е страф од громови, ни од песна богови, само од страв јас умирам, без тебе да не останам. Што си ми ти, тешко е јас да опишам. Ти песна си, што не знам како да ја допишам. Ти книга си, што немам храброст да ја дочитам. И бајка си, во која сакам да поверувам. А што ли е ова, никој точно не знае. Дал клетва е да боли толку штом сум без тебе, дал казна е да немам ништо кога имам се, и љубов е што нема никогаш да изгасне. Не ми е страф од лавини на снежни бели планини, не се плашам ни од океански длабини. Не ми е страф од громови, ниту од врели окнови. Новитет на Радио Слободна Македонија на еден ден пред нашиот роден ден. Дарио Панковски, Не ми е страв, Макс Цена. Од 12 до 13 имаме доста да промовираме денеска до крајот на емисијава, затоа останете тука со нас. Е уште еден новитет кој што ви го промовираме роденденски ексклузивно. Ѓорги Крстевски, Ти победуваш, така носи наслов новата песна на нашиот Ѓорги. Како таа звучи, слушаме сега. Новитет на радио. Ексклузивна радио промоција. Никога немав храброст да ти кажам за твое добро дека лажам и повредувам. Од секогаш знаев патот каде води, што сака прв си оди, но те пак останував. Ти победуваш, криеш солзи, збираш снаги, штом разумот се буди, љубовта се губи. Ти победуваш и пак ме оставаш, бришеш патишта и траги. Залудно се бора, распаѓа ми гора. Ти победуваш.
ko iskreno se ljubi, a znaje vreme to ke sudi, bez da prašuva. Od sekoga znaje patot kade vodi, i to je što saka prv si odi, no je te pak ostanuva. Ti pobeduvaš, kriješ solzi, zbiraš snagi, što razum od se budi, ljubov da se gubi. Ti pobeduvaš i pak me ostavaš, brišeš patišta i tragi, zaludno se boram, raspadja mi gora. Ti pobeduvaš, razum od se budi, ljubov da se gubi. Ti pobeduvaš i pak me ostavaš, brišeš patišta i tragi, zaludno se boram, raspadja mi gora. Ti pobeduvaš. 100% македонско, 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. Во Макс Сцена еве уште еден новитет. Маја Вукичевич, Сега ми требаш, во Макс Сцена на РСМ. Неспокој ме носи таму, страста кај што царува, студено ко камен на двор, во мене пече жештина. Судбина ме води таму, однатре ме гризе глад, луда желба гори само, сакам да те видам пак. Сега ми требаш, даваш па земаш, не сакам само да те сонувам. Немој да бегаш, причина немаш, до мене сакам да те чувствувам. Сега ми требаш, даваш па земаш, не сакам само да те сонувам. Немој да бегаш, причина немаш, до мене сакам да те чувствувам. Тера таму, поглед кај што леди крв, жедна душа бара само, пасија и сенс добар. Чезнеа ми летам таму, сонувам се навлевам, знам дека во радост само, солзи јас ќе претворам. Сега ми требаш, даваш па земаш, не сакам само да те сонувам. Немој да бегаш, причина немаш, до мене сакам да те чувствувам. Сега ми требаш, даваш па земаш, не сакам само да те сонувам. Немој да бегаш, причина
новитетот на Маја Вукичевич, сега ми требаш во Мак сцена на Радио Слободна Македонија. Радио Слободна Македонија утре го прославува својот втор роден ден, во пресред на вториот роден ден на нашето радио. Композиторот Лазар Цветковски подари роденденска песна на радиото во Боја, која е како најава за роден денот, која е како најава за нашиот утрешен роден ден. Песната веќе може да се слушне на фреквенциите на Радио Слободна Македонија долж нашата земја, а роденденската песна за РСМ ја отпее неговата сестра Магдалена, еден од најдобрите женски вокали во земјата, некогашна членка на 4Play, а последниве години успешна и како соло изведувач. Како таа звучи? Заедно славиме, славиме роден ден на нашето радио, Радио Слободна Македонија. Заедно славиме, славиме роден ден на нашето радио. Обилено е, најслушано е Радио Слободна Македонија. Радио Слободна Македонија. Вториот роден ден ни е веќе утре, затоа слушајте, имаме многу изненадувања за вас. А ова беше убав роденденски подарок од Лазар Цветковски и неговата сестра Магдалена Цветковска. Лазе извонреден млад композитор, Магдалена една извонредна млада пејачка и текстописец. Сега ќе се подсетиме на нешто од 2008 година на Магдалена и Врчак. Црвено сонце во Мак сцена. Црвено сонце сјае над нас, ти бегаш од мене, од тебе бегам и јас. Замислиме исто, штета што ние со мислите во војна сме, а времето знам ни помага и меѓу нас ги руши сите мостови, не прави посилни. Јас најсилна сум со тебе и штета што кај тебе зборот прости ми не постои. А секој пат кога си во моја близина ти, јас се губам, јас се губам. Огради срце во нас, тебе ми изгрева и јас се губам, јас се губам. Сите знаат, сите ангелки и ѓаволки се прави со мене, сите ѓаволи и светци ке стана за тебе, да. Ти си сонце, ги топиш како глечери, а јас сум ноги, по мене стома сечерки. Срцато околу нас, не сум крив што сум нив, така добар сум јас. Ти си лоша, да, ти ги кршиш твоите, јас не сум ти, јас играм со моите. Само ти ме подигаш над облаци, само ти ме допираш со пораки, да. Стилот твој ми е мене омилен, да те се дена кршам мобилен. Како крај, секој крај ни е ист, ти во некој нов свет, јас секогаш ист. Ти да умирам, слабост не покажувам, одам покрај тебе сам, ко да не те знам. Секој пат кога си во моја близина ти, јас се губам, јас се губам. Огради срце во нас, тебе ми изгрева и јас се губам, јас се губам. И секој зејнат ја на тебе налетувам, зејнат два добранец во светот и слетувам. Одам покрај тебе сам, одам покрај тебе сам, ко да не те знам. Муабети се шират ко грип, сите лајат ко да се на трип. Пригазнико хомичи на иста тема пуста, као сум им топ, не ме фадат од уста. Само ки без број, се твој. Утре роденденски на Радио Слободна Македонија ќе промовираме уште една нова песна. Некако така изненадувањата дел, барем од денешните, решивме да ги оставиме и за нашиот утрешен роденденски ден и со тоа да бидеме уште повеќе интересни и за вас, почитувани слушатели. Суштина така носи насловот на новата песна на Дани, која што туку ја добивме пред неколку минути во нашата редакција, а Дани ја имаме на телефон. Дани, добар ти ден.
Добар ден, драги мои, како сте? Роден ден ни е утре, срекни сме, Да расположени. сте живи, здрави, срекни, весели и да ги пуните луѓето со љубов и со многу убава музика уште 100 години. Благодарам кога веќе имаме вакви пејачи како тебе кои што на време ни ги испраќаат новите песни, уште повеќе имаме што да презентираме на јавноста. Како си ни ти? Одлично сум, фала Ване на прашањето. Баш сум срекна што после една година гајање љубов кон една песна во затворен дом, конечно така спонтано се излезе да си ја пуштиме надвор у етер у слобода. Така, сега, Дани, јас утре морам од сега да ти најавам дека ќе те побарам некаде околу 19 часот навечер, роденденски ден ни е, кога ќе ја пуштиме твојата нова песна и официјално, и кога ќе ни честиташ и роден ден, да смислиш убава роденденска честитка. Обавезно. Договорено? Договорено. Сега само сакав да видам како си го поминуваш попладнево, бидејќи ја добивме новата песна, сакав и тоа да го најавиме. Утре веќе од утре ќе почне да се врти по радиостаниците, така? Да, апсолутно така. Ќе добиеме ли наскоро и спотче за таа песна? Апсолутно добивате. Вие сте едно од најубавите македонски радија што пуштаат исклучиво македонска музика и јас имам длабок поклон и огромен респект кон таквите како Ти вас. благодарам што е тоа така и што барем малку не угости, знам дека си во гужви сега попладнево, со твој краток телефонски разговор. Утре ние ќе те побараме повторно околу 19 часот навечер, да смислиш убава роденденска порака и официјално твојата нова песна веќе ќе ја промовираме и во радио ке нас. Може така? Да, честитка е осмислена за тоа што веќе е од срце, нема потреба да се мислат посебни зборови за тоа, а утре со задоволство очекувам ваш позив за да си ја пуштиме суштината на постоењето на сите луѓе и да уживаме во вашиот роден ден. Дани, знаеш ли на што ќе те подсетиме сега? Се сеќаваш ли кога беше во радио ке нас, кога имаше радио концерт? Кај Викса и кај Елена во утрински поглед. Апсолутно се сеќавам. Еве една твоја лайф изведба Не живеам за другите, токму од нашиот радио концерт. За крај Одлично, од Макс Сцена. Одлично. Дани, ти благодарам многу, се слушаме утре околу 19. Поздрав до тебе. Фала на тебе, поздрав до сите ваши слушатели, се слушаме повторно. Убав ден. Ти благодарам, убав ден, Дани Димитровска, само како најава дека денеска ни испрати својата нова песна под наслов Суштина, а утре роденденски во 19:00 ќе биде промовирана на РСМ, односно веднаш после вестите во 19. Слушавте Макс Сцена на 10 декември 2015, уредник и водител Ване Марковски, музички уредник Иван Бечковиќ, техничка реализација Владо Дамјановски, Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија. Дани Димитровска, Не живеам за другите, нешто што беше изведено пред една година по повод нашиот прв роден ден во утрински поглед кај Елена и Викса. Еве како тоа звучеше. Кабу, на сила ме тераш, да идем ја кратко на бар. У фустан са мали циркони и ноти од пластика. Живот на висока штика, цигара му штиква. Ма дай, одмори ме малку, staј ми леда чаша, не знам што те чувам до себе. Ма не си ти за мене, најди си од тие твоите. Ще зборат како бебе. А мене видиш, а съм убава. Лепе, лепе. А мене трепкам се очињата. Но видам ја пред зграда у тренерка. Да тремам на бетон и да не моја мислам. Јас сум на чисто со себе. Ти можеш сашто да кажеш за утре да лаеш, но ја не живеам за другите. Не, јас не живеам за другите. Се излите на фора, кој на кого како да му се допадне. И мирчи за сите да збора дека он бил многу јак фраер и многу успешен. Бегај, да можам да мислам, с какви ми се мисли зле. Цел свет отишол лук. Вести, македонска музичка сцена. Новитети, промоции, настани, албуми. 60 минути
музика на кирилица на Радио Слободна Македонија. Мак сцена со Ване